Во првата епизода од новиот серијал на BMG Network. Во денешното видео ќе пробаме да откриеме се што не сте знаеле за кафето и каде конкретно можете да најдете добро кафе во Скопје. И затоа ви благодарам на сите што ни се придруживте и ајде да започнеме. И ова патување низ историјата на кафето започнува во древните шуми на Етиопија, каде што според легендата козарот по име Калди ги открил овие волшебни зрна. Како што раскажува приказната, Калди забележал дека откога неговите кози јадат црвени бобинки од едно посебно дрво, стануваат многу поенергични. Како што љубопитноста е дел од човековата природа, така и тој самиот решил да ги проба бобинките и вуала, се роди кафе. И fast forward 15 век. Кафето стига во Арабија. Од таму изникнуваат многу куќи на кафето ги викаат, бидејќи тоа не биле кафичи, него биле места каде што луѓето се собирале. Претходниците на овие кафичи што ги знаеме сега, како што седиме сега јас и ти тука, така седеле пред многу години на места наречени Гавеш Канеш. Вајда, точно. Тоа вајда ќе го изгуглам. Популарноста на кафето брзо се шири низ Европа во 17 век. Првата кафеана во Европа била отворена во Венеција во 1645 година. Не поминува долго време пред кафето да стане избор на пијалок во Лондон, Париз и низ цела Европа. Но приказната за кафето не завршува само во Европа. Во 18 век еден француски офицер го носи ова растение на Карибите. Од тука кафето се шири со неверојатна брзина, на секој чекор изникнуваат плантажи за кафе низ цела Америка. Ајде малку да ја обрзаме приказната. Се наоѓаме во раните години на 20 век. Локација Италија. Луиджи Безера тука ја измислува првата машина за еспресо, отварајќи го патот за шотовите за еспресо и капучино кои сите ги пиеме денес. Но кафето не останало да биде само пијалок. Тоа станува и културна икона. Од филмови, како што се Кафе и цигари, до ТВ серии како Френдс, кафичите стануваат дел од секојдневието на сите нас. Се наоѓаме во турска чаршија и моментално одиме на кај кафичот Мола кој прави неверојатни спешијалити кофис. И ви го представуваме Мола кафе. Многу добро кафе, специјализирано, а сега ќе видите и какво. И да пробаме. И ми следува и шотче од когос, јас когос не сагам многу, ме ќе пробам. Се пие скроз као шот? И не е лошо, бе. Не знам како се јаде, така? И многу јако. Живели. Локација турска чаршија, непристапна со кола, но одлично за пеш. Кафичот е многу малечок, не е заседен таму, две маси има. Една надвор и една пред кафичот. Ако успеете да ги начекате слободни е супер. Ако не, за носење кафенце. Ако сте некој како мене кој пие кафе во ист кафич секој ден, ова е одлична промена. Персоналот топ. Услужливи, многу се пријатни, секоја чест за дечките. Го замарав тиџе да идеме таму. Мораше на тоа место да се отиде. Следно е кафето. Кафето беше добро. Кафето го служат на многу интересен начин, како што видовте. Сега има вкус на кокос. Кој не сака, не е за него. Ама имате и други типови на кафења. Не е само тоа. Јас пиев мока, тиџе пиеше, шо пиеше? И се на се, мене ми се, не знам, драги, не знам како, стварно ми се. Не знам зошто, па така ми се, не знам, многу убаво место.
се повеќе комуникација, или искажување на искажување, јута, макума која се почитува и ги почитува и се тако бели, и иде па што не знам. Тиđe, ja to včera probam da go napravim, što nije uspjela. Ide koji za znači. Сега од спешиалити кофи, кокоси и чуда и мока, отидовме да пиеме еспресо. Значи, отидовме да пиеме вистинско кафе, кафе или, да, отидовме во Синдикат, локација, нема паркинг. Јас и Тиđe се возевме 1-2 сати, барајќи паркинг. Дојдете си со точак. Не, паркинг има ако сте среќни. Локацијски Дебармало. Дебармало е едно од најубавите места за пиење кафе и за реално кафани, кафичи, преполно, има многу голем избор. Ние го одбравме Синдикат да пиеме кафе. Стварно добро место. Кафето или феноменално. Значи стварно добро кафе. Собственикот на локалот кој ни го правеше кафето е специјалист за еспресо, бидејќи бил у фабриката на Или, таму имале обуки и така натака, значи едуциран бариста кој ни направи многу добро кафе. Тој ни покажа како било во фабриката на Или, значи не спроведен из целиот тој процес, како се прави кафе, која е важноста на кафето, зошто е важно да е малку потивко во локалите, да се слуша како тропаат и шоличките, и тацните, и целиот тој процес на пиење кафе како мантра некоја, како, не знам, кафето, топ. Амбиент. Амбиентот, кажавме, тоа заедно со локацијата, амбиентот е стварно убав. Не знам, пријатно е кога седиш таму. Мислам дека единствениот проблем во Дебармало е паркингот. Ништо друго не е проблем. Ако сте кафеџи, ако ви треба кратко еспресо цавајле да ве разбуди, значи Синдикат. Се наоѓаме во дневна доза кафе и сега јас лично ќе му направам едно кафе на Тиđe. Прво, чистиме рачката. Ово ми го објаснија многу добро. Малку хаос ќе направиме, ама тоа е. На дуплата рачка ќе дози кафе. Ќе правиме ладно еспресо и јас сакам да пијам макијато. За макијато ни е потребно да стоплиме млеко. Треба да го држиме под агол. Види каква пена. Фала ти. Не, да пробаме да видиме што направи. Лепа го правеше, па да видиме какво кафе направила. А не е лошо. На здравје. И не сум лоша. Тира лаваца е едно од најдобрите кафени, иначе, за мене. Дневна доза кафе. Понов кафеч, мислам дека постои околу година и пол, можда 2, не сум 100% сигурна, ама тука некаде. Локација е позади собрание. Таму сега ни дозволи, како што видовте на видеото, ни дозволи и ние да правиме кафе, се види моето, се види на Тиđe. Тиđe се преправа дека е убаво кафето, морам да ви кажам уште одма, пошто не е добро. Јас го правев, не беше добро. Направи Не ги лажи луѓето. Дневна доза има лаваца тиера. Мене омилен брат. Лавацата ми е, не знам, или е одлично кафе, ама лавацата е по мој терк. Што рековме? Амбиентот е многу добар. Знам дека собственичка на локалот Сонја, она ги има цртано од зидовите. Видовте како изгледа амбиентот натре, значи огромно место е, кога ќе влезеш натре, мислиш дека е малечко, ќе пројдеш, е огромно. Паркинг и има и нема. Персонал, не знам, ние бевме персонал. Па не може да кажа, сите се пријатни. Значи, може и кога ќе им доеш со камера на луѓето, има неизгодно да бидат невоспитани. Може би вика се, само не ме снимај. Може.
Иначе ова е signature цртеж, го нема у јавноста. Мислам, можеш да го реплицираш, ама не го прават кај да отвориш лате артови, го нема овој цртеж. И сега, за крај, ни остана Ли. Ли има најдолга традиција тука. Ли постои веќе преку 20 години, колку што ми кажаа дечките. Локацијски, млечен. Не знам, мислам дека у Скопје кој живеа не знае Ли каде е. Еве, сега знаете. Паркинг има, барем у нашиот случај, кога бевме, ние брзо најдовме. Не брзо, одма најдовме паркинг. Амбиент имаат многу убав, на терасата е многу добра, кога е лето е убаво, пријатно. Ли е култно место. Мислам дека Ли не е најпознат по кафето. Тоа е уствари целата поента на Ли кафичот како кафич. Не е само кафето, туку колку што знам имаат и многу добро топло чоколадо, по Салеп се многу познати, имаат седени, значи кафето е, да, имаат спешалити кофи како лате, твоето лате беше. Персонал, тоа па ги видов дечките, ги видовте дечките, значи многу комуникативни, многу фини, што е добро не треба да се менува. Култно место. Ќе се вратиме на Салеп и на топло чоколадо сега кој залади малку, пошто ни го испафалија. И тоа беше тоа. Ја видовте кратката историја на кафето, видовте каде може да се напиете добро кафе во зависност од вашите желби и потреби. Ви благодарам на сите што го изгледавте ова видео до крај. Се надевам дека ви помогна да се одлучите каде ќе пиете наредно кафе. Ако ви се допадна видеото, лайк и subscribe на BMG Network каналот. И во коментарите може да пишете кое е вашето омилено место да пиете кафе, можете да ни испратите предлог, може јас ќе откријам некое ново место. И се гледаме во наредното видео, а до тогаш, поздрав!